Американската компанија News Holding влегува со инвестиција во Македонија. Таа ќе се занимава со одгледување и производство на канабис за медицински цели, а планот е да вработи 200 лица. Компанијата денес започна со работа во просториите на фабриката Охис на околу 2000 метри квадратни како браунфилд инвестиција. Во Македонија и регионот за прв пат се отвара една ваква компанија која ќе одгледува, суши и произведува канабис за медицински цели, а првиот производ ќе биде пуштен на пазарот во август годинава. Ова е навистина прекрасен ден кој што мислам дека го донесовте со вас од Калифорнија. И додека денеска гледам низ овој огромен фабрички комплекс на Охис, што беше уништен во 1990-тите, можам само да замислам зашто може да се искористи. За едно нешто, а тоа е студио за хорор филмови. Но сега, денес, гордост ми е да објавам дека оваа зграда е целосно реновирана од страшната катастрофа, со цел да стане првиот модерен објект со лиценца за медицински канабис во Македонија за одгледување и извоз на масло од медицински канабис во земјите во Европа. Дали знаете дека само неколку земји, само неколку нации во светот имаат законско право да одгледуваат и да извезуваат медицински канабис, а сега Македонија е една од нив и тоа не прави нова дестинација за оваа брзо растечка индустрија. Џон Монтгомери, инвеститор за медицински канабис и експерт во областа, истакна дека ќе го испорачаат најквалитетниот медицински канабис на пазарот. Господинот Груевски е главната причина што нашата компанија реши да инвестира во Македонија. Some years back, I had traveled to Boston, Massachusetts, to witness the administration doing a presentation on investing in Macedonia. The administration had laid out their plan for Macedonia as well as the already implemented policies. Me and my team of private equity investors were immediately impressed. Пред неколку години патував од Бостон, Масачусетс да присуствувам на презентацијата за инвестирање во Македонија. Администрацијата ги представи своите планови за Македонија како и за веќе спроведените политики. Јас и мојот тим веднаш бевме импресионирани. Following Mr. Gruevski's presentation, we decided to travel to Macedonia. We wanted to see for ourselves the changes discussed during the presentation. Our team was very impressed with Skopje. We were so impressed that we decided to invest and launch our business here. По презентацијата на господинот Груевски решивме да одиме во Македонија. Сакавме самите да ги видиме промените кои беа дискутирани за време на презентацијата. Нашиот тим беше импресиониран од Скопје и тоа толку многу што сакавме да инвестираме и да започнеме со нашиот бизнис во Македонија. Вице-премиерот и министер за здравство Никола Тодоров рече дека денешниот настан е резултат на заложбите на владата и Министерството за овозможување употреба на канабисот во медицински цели во Република Македонија. Со оваа инвестиција посочи ги поставуваме темелите на одгледувањето канабис за медицински цели во Република Македонија. Сакам да потенцирам дека во изминатиот период беа спроведени сите законски процедури за отпочнување на оваа дејност, кои резултираа со издадено решение од страна на Министерството за здравство за давање на одобрение за одгледување на коноп за медицински цели на оваа компанија, издадено одобрение од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за садење на коноп, како и одобрение за увоз на билка од страна на Агенцијата за лекови и медицински средства. Одгледувањето на медицинскиот канабис во компанијата ќе се одвива во индор технологија на површина од околу 2000 метри квадратни. Компанијата планира да произведува 20 различни производи од медицинскиот канабис, зависно потребите на македонскиот, но и европскиот пазар. А според информациите од компанијата, првиот финален производ се очекува да го имаат некаде август оваа година. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски потенцираше дека ова е една сериозна инвестиција која ќе вработи околу 200 семејства и тие ќе најдат свое вработување во оваа фабрика, а со тоа и ќе се рестартира еден од погоните на Охис. Многу често не прашува зошто одите на овие роудшоа, какви се трошоците, дали се исплати, кои се ефектите, ама најчесто ги бара ефектите во наредните 10 дена. Ефектите во бркањето инвестиции не доаѓаат за 10 дена. Доаѓаат подосна, ако подосна, после таа промоција добро се изработи. Па еве така, оваа компанија, која што ја сретнавме во Бостон, дел од нивните представници сретнавме во Бостон пред околу 4 години, сега се одлучи да инвестира во Македонија, откако после нашето доаѓање и самите кажаа дека дошле, разгледале, ги анализирале работите и одлучиле да инвестираат токму тука во Македонија, да вработат 200 луѓе, да инвестираат неколку милиони евра и да извезуваат годишно по 10 милиони долари. Покрај оваа компанија во Македонија има интерес за други компании, а една од нив е и во понапредна фаза на преговори.